Јазот меѓу 1000 Скопјани. Куриозниот Никола Тодоровски. Ај, добро вечер. Кај сте, Скопјани? Можете едно квиско прашање за почеток? Зашо порно глумици земет голема плата? Заш најпој ке го јадат курот? Ви се бенди са песничево пред мене? Имате приметено дека македонскиве поп пеачки имат песни од типот Знај, јас знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам јас и ти ке дознаеш. Hello, јас знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знаела таја. Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, И пишам песна за да ми е полесно на душичево. Вака, јас знам, ти не знаеш. Дури и турбо фолк имат подобри потенцијали од нашава поп музика. Луѓе, то не е музика. Турбо фолк е музичиште. Класичен пример ќе дам. Цеца, така лектира за турбо фолк. Да го земиме клавиатуристов од Цеца. Кукавица. Малце да заборајат како беше песната понатаму. Одма джез ке станит. Не джез, джезиште. Страшно. На YouTube нема терминологија за да аплодираш клипче Турбо Фолк. Тајтл Кукавица. Артист не певалјка. Категори мизери. Лајсенс забрането. За сите возрасти. Страшно. А овие во публика на концерти. Кукавица. Да, така е, брат. То шо пејте вистина. Ко во реалноста. То, Цецо, нисам знала да си таква кукавица. Смејте се, за 5 дена ќе се уништи Цветов. Аха, 5 дена, and counting. Знаете шо прато Хриѓани сега? Гланцет кајчиња. Знаете зошто? Се молят дека на 21 Светов ќе се уништи со поплава. Ајмо, кајче требит. Последен превоз до Канео по специјални цени. Од утре и смештај даваме поевтино. Страшно, господе. Значи, како охријанец не можам да се адаптирам во ова Скопјево. Толку некако ми е све чудно, што дури ни колана не ми палит овде. Јеби га, искрен сум, што да правам. Тоа е. А не е убаво човек да е секојаш искрен. Ако си искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на цел свет. Дури ни жениве не сакат да сме искрени тотално со нив. Така само велят. Кажи ми, велят дека од Охрид. Што да правам? Јеби. Ах, Метрополо! Да се изглупираме уште 5 дена, зашо после
Ке немат. Значи така само велят. Жени бе. Кажи ми, злата, уба ми е косава? Шо знам, не ти стој плава, готов си. Фала ти многу! Ам рече искрен да бидам. Да, ама не мораше така директно да ми кажеш. Hello! Знаеш мене, колко ми значи да ти питам препоне преуба? Од друга страна пак сакат да се трудиш да бидиш искрен. Си пушташ телевизија, кабловска, например. Од Викторија Секрет ревија? Зашто ти се свиѓат женски не случајно? Овие? Ами како да не? Опнала штикли танга и подвезици ми се свиѓат. Нормална си ти, мари? Да речиш некоја со гумени опинци. В гној влезена до колена. Шо за бикче нема чуено во животов. Да! Сакам! Оваја ќе ми се свиѓат со подвезици. Hello! Добри сме. Или да бидиш искрен 100% со шефотот на работа. Тоа е ко на граната, а скршиш орев со чеканче. Си викаш, аре, кому е бе матер, ми пукна филмов, брат. Има све да му кажам лице. Колегиве те поддржват. Да му кажеш, брат. Ти треби да му кажеш. Баш вчера правевме муабет колку си во право. Цело време. Идат шефов, шо е симпозиумов? Ништо, колегава нешто сакаше ти каже. Молим? Шефе, сам ти кажам колку си. Проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш директно свет. Да, тој беше искрен, прогресивен, се спротистави на светот, системот, во амерички филм. Во реалноста не. Во реалноста да му кажеш се искрено 100% на шефот в лице би звучало отприлика вака. Зашо не е завршена работа? Зашто преку курмија да работам за работа. Сам ти кажам, шефе, дека си едно капиталистичко пацерче, што чувствува мојки кога групата го следи. А во суштина си едно мало учениче. Седнато таму во ќошот како сираче. Зело прачка од жива ограда и... го мава гладното улично куче, за да му покаже кој е овде газда. И те сваќам, сите то сме го поминале во пубертет. Немој да плачеш, шефе, немој да плачеш. Ако плачеш, нема поќе да си играме предпријатие. Или родители на деца кои ќе му речат, ќе ме нагости. Немој да сте зеле нешто од намаса. Дома јадете што сакате. За ти ојши тетка ти викат, земи бе пиле за кого го имам ова праено. Добро. Ќе земе. Остави 101, ти рекол дома, имате се. Така. Јадени се тие, јадени се. Дома имаме од све. Океј сте? Чекай. Бој сам. Ево до овие. Кабел имам?
Абе да си геј и да отидеш нели меѓу албанците нели на Косово или не знам каде, абе треба одма да се ставиш на ригорозна диета. Нема педер ни за лек. Еве, ај самите кажете, дали некој од вас која замислил албанец го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер у Бечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рукаш, у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Абе нема таков. Или ај замислете албанец педер, со лакирани ногти, со ташна Луи Витон у розови хеланки. Абе луѓе, нема таква работа. Или ај замислете албанска геј парада на која што се скандира Косово републик. Абе тоа не е возможно, бе луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Кога се отвори овој Сити Мол во Карпош, ја како некоја битанга застана во ред пред каса, купив 100 ролни ефтина тоалетна хартија и сега гъсне ми чуе. Најпродаван производ во новиот Сити Мол е ефтината тоалетна хартија. Не знам дали сте ја пробале. Абе луѓе, таа хартија е мелем за газот. Порано пред ерата на Сити Мол, тоалетните хартии гребеа као цигла. Оваа на праска мириса, бе. Абе, кога ќе ја мириснеш, одма те протеруе. Само не дај Боже да те стегне дека стоиш пред редот на каса. Имаш тоалет во рака, нема каде да се кака. Абе, тоа е луѓево гинат за тоалетна хартија у редов пред каса. Изгледа дека на народов им остана пари, уште само гзо да си го избришат. Кога сме кај поскапувањава, пред неколку дена исто одам на овој шалтер за наплата што е у Евана и тамо на шалтерот пишува на едно пуслче, вика пребројте ги вашите пари пред да излезете. Кои пари, бе? Ти веќе кога ќе застанеш на шалтер за наплату Евана, ти више немаш пари. Не знам дали сте забележале, откако ја укина оваа дневна ефтина тарифа. Веќе не можеш сабајле да видиш пензионер ни за лек. Сите редовно се успиваат. Пошто сите навечер седат до касно ја чекаат оваа ефтинава тарифа, после 22 часот и тогаш готват, тогаш пуштаат машини за перење, тогаш се бањаат. А овие пензионери барем се бањаат, а овие цел ден што работат као скотови, ќе дое касно дома, он нема сила ни да дочека ефтината тарифа и така заспива не бањат. И после Скопје смрди. Па ќе смрди. Ама не смрди само од ѓубрето како порано. Сега и ние неговите граѓани се усмрдевме од сиромаштија. Овој да може од некоја страна сега да стане од гроб, овој Султан Сулеман Величествениот. И да дое у Македонија по поскапувањето на струјата. Абе, гарант ќе се фати за глава и ќе рече ту јазик. Ко си одев одовде со Аскерот, ве оставив со фењери, а сега ве најдов со свети. Назадуваме. Ова лето беше исто и Олимпијадата во Лондон, сите добро се сеќаваме. И на таа Олимпијада Македонија конечно покажа дека е балканска спортска велесила. Еве ви го доказот. Хрватска доби 4 медали. Словенија, која што има исто 2 милиони жители као Македонија, доби 4 медали. Србија доби 3 медали. Црна Гора, која како држава постои 2 недели и 2 дена, доби 1 медал. Бугарија доби 2 медали, Грција доби 2 медали. Ама Македонија доби 100 спортски сали. И ќе доби уште 100, уште сакате да се кладиме.
Абе една Гренада, бе, луѓе, држава со 110.002 сали на Олимпијадата у Лондон освои златен медал. Наравоучение. Кога имаш спортски сали, заеби олимписки медали. Ама без разлика на тоа што ние не освоивме медал. Сепак нашите спортисти постигнаа завиден успех со тоа што се вратија сите живи и здрави. Оти можеше да биде и полошо. Ете како пливаа нашиве пливачи, добро е со кука што не ги ваде од базен. Ама за нашиве пливачи има оправдание. Од толку многу спортски сали заборавивме базени да им изградиме. Бе. Ама за атлетичарите нема оправдание. Значи немаш, по Олимпијадава полжавиве од цел свет прославувале дека имало и поспори од нив. За атлетичарите не можеш да кажеш немале спортски сали и затоа не успеале ништо да направат. Што да кажат бе тогаш луѓе кеници, не? Кеници не случајно да немаат спортски сали. Па тие немаат у својот речник ни збор што означува спортска сала, а камоли сала. Ама ене ги, се утепаа златни медали, никој не може да ги стигне бе. Ама знаете како тренираат кениците? Ке ги земе тренеров, ке ги однесе насред пустина и ке им пушти гладен лав. Ако лавот ги фане, ако не ги фане, одат на Олимпијада. Ама, од сигурни извори дознав дека на следната Олимпијада у Бразил гаранто освојуваме златен медал. Овие од владава го пратиле Паско Кузман кај Усеин Болт да му земе крв и да докаже дека покрај тоа што е белец е и антички македонец. Инаку ја кога се оженив, тогаш прв пат сватив зошо Господ која ги создал жениве ги создал само со 2 нозе. Абе мора да сгрешил, требало да ги направи со 100 нозе. Пошто ако се оженив, ко се всели жена ми кај мене дома, се всели со 100 пара кондури. Абе ја мислам дека ништо друго не донесе освен кондури. Прво мислев ќе ги шитка на интернет огласи, ама кога разбрав дека има намера сите да ги носи, сум полудел. И викам, добро бе, колку нози имаш мамицата твоја мамина? Зашо те земав ја тебе, за жена или за стоногалка? А она мене ме гледа трепка вака со очињата, коранета срне ми вика, Мацо, жената може без гаќи, али без обувки тешко. Абе, кога си женет, тоа ти е исто ко да си умрел, ама не знаеш. Женачката ти е трагедија што може да го снајди најдобриот. Еве ко мене што ме снајде. Ја, например, кога се оженив, одма станав пратеник. Ме праќаат на пазар, ме праќаат ѓубре да фрлам, ме праќаат по пелени. И не само што станав пратеник, туку станав и шерпас. Знаете што се шерпаси? Они народот на подножјето на Хималаите што помага за експедициите да го освојат Монт Еверест. Ја кога се оженив, одма станав шерпас. Жена ми вика, додека не ги измиеш шерпите, нема искачање од дома. Иначе многу го сакам сексот. И највише сакам она за време на секс, она партнерката која вика. Оти ако не вика, ми доаѓа као да се сексам со златна рибка. Она тија плескаш, она... До душа има само еден тип на жени што ме палат кога не викаат за време на секс. Тоа се ние што додека ги сексаш од позади, од што им е убаво ја бутаат вака раката до лакту уста вака и само испуштаат глас као гладен муфлон вака. Според тоа, како викаат жените за време на сексот, оргазмот се дели у неколку категории, а сега нема да ви ги кажам сите, ќе кажам неколку од нив. Еве, например, имате прво самоубиствен оргазам. Тоа е она, ти ја сексаш, а она ти вика удри ме по газот, удри ме, немој да ме штедиш. Немој да ме штедиш кога не си ме правел.
Ајде сега искупиме како кокошка. Искупиме како кокошка и надениме на раженот. Така. Мавни ми сега бокс. Немој да се тепаш толку силно, грубијан еден. Имате после овој наркомански оргазам. Тоа е она. Ти нели ја сексаш оња. Ау, човече, како ми го ставаш, еј. Ау, ова како тебе до сега никој не ми го ставал. Ау, човече, ти ко ми го ставаш, треба не расте. Ау, човече, како го ставаш? Шо? Уште не си ми го ставил? Па стај ми го веќе еднаш, нема да ми го губиш времето. Али мене ми е коњак оној музичкиот оргазам. Тоа ти она, ти нели ја тресеш ова, а она вика: свирни ми го форте, отвори ме со твојот дебел виолински клуч, дрндај на мене како на гитара, дрндај ме во едур, сакам да свирам на твојот дебел кларинет, искористи ми ги цицкиве за чинели, свирни ме со гудалото како прва виолина. Кога сме кај првите виолини, оваа првава виолина на СДСМ сака да биде прва виолина на државата. И затоа Летова реши да спие по селски куќи. Кампањата беше уколку по селска куќа преспиам, толку сум поблиску до народот. Само како никој од тие околу него не му каже дека џаве ќе шета по селава, бе, нема никој да најде таму. Сите од целата у Скопје се дојдени. И сите тие сакаат барок рококо. И никој од нив повеќе не сака да слуша кукури-куку. Без разлика од него, па овој другиот неговиот опонент, што е на власт, овој Луј први Портокаловиот. Он не е толку не идиот да иде по селски куќи. Он си идеше на инвестициски роудшоу, прво у Русија, после у Америка. Нама ко бил со свитава во Америка, американциве погрешно разбрале, сватиле дека овие не доаѓаат на инвестициско роудшоу, туку на родео шоу, па ги зајавале. После некако се разбрале, ама било касно. Барем, нели, за овие нашиве. Инаку, минатата година помина во знакот на тепачките во новите аутобуси. Значи, албанци ќе влезат, ќе дојат на некоја рисијанска линија, ќе влезат во некој аутобус кај што има македонци, ќе ги збумбарат од ќотек. После некој ден имате вратка Мило за драго. Доаѓаат, нели, македонци, влагаат во аутобус пон со албанци и прават реденка таму. Овие на медиумиве кажуваат, вика, овие што тепале биле насилници. Луѓе, тие не се криви што се тепаат у новите кинески аутобуси. Криви се тие што ги купија. Купија кинески аутобуси и сега се чудат зашо патниците во нив се тепаат со карати и со шипки. Па тогаш нека купеа француски аутобуси, ќе се тепаат со лепези. Така да подобро што купија кинески аутобуси. Замислете што ќе беше да купеа грчки аутобуси. Па тогаш секој ден на аутобусите ќе имаше геј парада. Али, пошто нели тепачки аутобуси, народов нели изгуби желба да користи јавен превоз, нели така? И сега владава мора да направи кампања да врати довербата на патниците во јавниот превоз. И јас еве тука сам се нудам да помогнам со рекламни слогани за таа работа. Еве, на пример, смислив еден ваков слоган со кој што ќе се врати довербата на патниците во јавниот превоз. Вака иде. Ако преживеете 2 возења со двојка од Сарај до Аутокоманда, третото е гратис. Осмели се, зашто и ти си во Македонија. И имам уште еден слоган, тој исто добар, тој ем ќе ја врати довербата на патниците, ем ќе го намали бројот на самоубиства у Македонија. Тој иде од прилика вака. Наместо да кренете рака на себе, влезете во автобусот со број 41 и ќе го добиете тоа што го барате уште на следната станица. Ако случајно преживеете, ги враќаме парите за купениот билет
и ги сносиме сите болнички трошоци до следното ваше возење. Осмели се, влези во автобусот број 41, зашто и ти си во Македонија. Од мене толку, мили мои. Добро е што главата се уште ви стои. Фала. Сега само за вас.